Селата Штука и Ловица се поставени веднаш под планинскиот појас на Огражден, близу на оѓалиштето на злато и бакар, каде канадската компанија Euromax сака да го отвори рудникот и Ловица. Овие населени места, кои покрај силната имиграција имаат околу 2000 жители, обстануваат со производство на тутун, но уште поважно од одгледување стока. Токму рудникот, кој доколку ги добие сите дозволи од државата, ќе почне да се гради до крајот на годината, е најголемата мака за овие жители. Дел од нив сакаат вработување и економски просперитет, кои би можеле да ги добијат со стартувањето на рудникот. Но веднаш потоа се јавува и грижата, дека ќе го загубат спокојот и здравјето. Сточарите од овие населени места велат дека нема пари со кои можат да им се надоместат загадената вода и уништените пасишта. Веруваат дека колку и да се превземат мерки за заштита, непосредната близина на рудникот е извор на многу опасности за здравјето на луѓето, но и воопшто на околината. И самите тие што се одговорни тука, што состануваат, самите одговорни на рудникот, што се странци, што идат тука, што дават предавање, го свикуваат народот, населението, прашањето им е поставено на колку има штета, вода за пиење прво ќе има лоша, ќе ни носат од Турија, как ќе не ја донесат не знаеме кога и как, значи ќе има многу штета. Дури и оваа година се појавија штети, ако е од рудникот не знаеме, пламеняче само тука ги фати пламеняче на компиерто. Значи тоа тука е реон. А за загадуване веројатно ќе има. Честички што ветро ќе носат, мораш да оди негде. И ќе е штетно не по стоката и по здравје на луѓето ќе е штетно тоа. Воите загадат се тоа. По моја тука веќе се и општината и државата. Тоа требаше теко што го почнаа тоа да се санираше, да не се бушеше, ништо да не се испитува. А вони имаат инвестиции уложено големи. Тоа не милом силом ќе се отвори рудникот. Последната јавна расправа на која раководителите на проектот и Ловица ги презентираа резултатите од студијата за влијанието врз животната средина. Покажуваат дека сите овие стравови имаат реална можност да се остварат, а компанијата предлага неколку мерки за да се намали или целосно отстрани нивното влијание. Според Драги Пелтечки, која изработувал студијата, се внимавало на сите поединости. Значи, како мерка за облажување исто така и тоа што го спомнавме за Иловица, значи важи тоа и за Штука. Општина Босилово со поддршка од Euromax работи на замена на водоводната мрежа во населеното место Штука, што исто така ќе им овозможи на граѓаните од тоа населено место пристап до чиста вода од пречистителната станица во Иловица. А исто така и во населеното место Штука ќе се прошири мрежата за техничка вода, што ќе овозможи снабдување на сите домаќинства со таква вода. Исто така се вршат и дополнителни истражувања кои што ќе дадат информации за начинот на подобро управување со загадувањето по затворањето на рудникот. И како што е овде наведено, дека Euromax се обврзува тие влијанија што ќе бидат од рудникот да бидат прифатливи во континуитетот. Рудникот и Ловица крие огромни количини на злато и бакар. Неговата експлоатација треба да трае 23 години.